Добре дојдовте во дебатата. Денес па се занимаваме со една навистина длабока тензија што се провлекува низ неколку библиски текстови. Според коментарите на Мари-Ноел Табуеа, прашањето е фундаментално. Дали патот до божествената вистина води преку отвореност за неочекуваното, значи зона што ги руши нашите сигурности, или пак тој пат се темели на верност кон традицијата и светиот закон? Со други зборови, дали треба да бидеме како слепиот од раѓање, кое те без предрасуди прифаќа чудо, или пак како фарисеите кои се обидуваат да го разберат тоа исто чудо низ призмата на воспоставениот божествен закон. Мислам дека тоа е суштината на нашата денешна расправа. Токму така. Јас ке застапувам став дека овие текстови се повик за една радикална отвореност, дека божественото најчесто действува токму таму каде што најмалку го очекуваме, надвор од нашите ригидни правила. А јас пак ќе тврдам дека истите тие текстови покажуваат дека Божјата волја не се открива во некој хаос, туку секогаш во рамките на заедницата, законот и ритуалот, кои се па неопходни за да можеме воопшто да ја препознаеме и разбереме. Добро, да почнеме со можеби најдобриот пример за ова што го зборувам. Помазанието на Давид. Види, сликата е неверојатна. Пророкот Самуил, Божиот човек, доаѓа во домот на Јесеј, за да го помаже идниот цар. И што прави? Гледа по човечки. Го гледа најстариот син, Елијав, висок, силен, и си вели: ова е тој. А Бог буквално го прекорува. Не гледај на неговиот изглед. Бог не гледа како што гледаат луѓето. Мене ова ми е фасцинантно. Бог буквално му вели на својот пророк: гледаш погрешно, твоите критериуми овај не важат. Никој не го спори тоа дека изборот е изненадувачки. Апсолутно. Но, ајде да видиме што се случува потоа. Дали Бог му вели на Самуил: остави се, ритуалот не е важен, само кажи му на Давид дека е избран? Не, напротив, инсистира на формален, јавен ритуален чин. Самуил го зема рогот со масло и го помазува Давид пред неговите браќа. Ова не е приватна работа. Тоа е институционален чин. Како што истакнува и Табува во коментарот, тука имаме 3 столба на царството: божествен избор, ритуално помазание и дарување на духот за конкретна мисија. Значи, изненадувачкиот избор веднаш се канализира низ една воспоставена структура. Да, ама структурата е принудена да се прилагоди на изборот, а не обратно. Целата поента е што сите, вклучувајќи го и таткото, го имаат отпишано Давид. Тој дури не е ни повикан на церемонијата, го оставиле со овците. Божествената акција доаѓа однадвор и ја крши семејната и општествената хиерархија. Истото се случува и во Евангелието. Имаме човек слеп од раѓање, отфрлен на маргините. Исус го исцелува, но како? Со кал и плунка, нешто што е ритуално нечисто. И тоа на сабота, денот кога таква работа е забранета. Повторно, божествената акција ги крши правилата за да донесе живот. Да, но да не ги отпишуваме фарисеите толку лесно. Мислам, нивната реакција не е само тврдоглавост. Саботата не е некое споредно правило, нели? Таа е срцето на заветот меѓу Бога и Израел. И сега се соочуваат со еден неверојатен парадокс. Некој прави очигледно божествено дело, чудо, но го прави тоа кршејќи го божествениот закон. Нивното прашање како може грешен човек да прави такви знаци е апсолутно легитимна теолошка дилема. Тие се мачат, не се едноставно слепи. Се мачат, се согласувам, но каков е резултатот од тоа мачење? Го испрашуваат човекот, ги испрашуваат неговите родители, и кога тој ќе им даде наједноставен можен одговор: бев слеп, сега гледам, и ќе почне да извлекува логични заклучоци, тие го исфрлаат. На крајот, тие ја избираат одбраната на системот наместо прифаќање на очигледното Божјо дело. Тоа е суштината на духовното слепило за кое зборува текстот. Нивната сигурност во законот ги спречува да ја видат вистината што им стои пред очи. Чекај, мислам дека го пропушташ клучниот детал, што го истакнува и Табу. Текстот експлицитно вели дека меѓу нив настанал раскол. Не биле сите на иста линија. Едните велат: овој човек не е од Бога, зашто не ја почитува сабатата, но другите возвраќаат со прашање кое ги остава без одговор. Како може грешник да прави вакви чуда? Ова не е слика на монолитен блок на слепило.
Ова е слика на институција во криза, принудена да се соочи со сопствените граници. Можеби намерата на Исус не е да го укине законот, туку токму да предизвика ваква криза, за да ги принуди да го преиспитаат своето разбирање на законот, да свата дека законот е даден за човекот, а не човекот за законот. Добро, ја разбирам таа нијанса, но крајниот исход е ист. Институцијата, како целина, не успева да се отвори. Тие што се сомневаат, молчат, а тие што се сигурни во правилата, победуваат и го екскомуницираат човекот. И тоа не враќа на мојата почетна теза. Погледни го контрастот. Фарисеите имаат се – знаење, традиција, авторитет. Слепиот човек нема ништо. Тој е, табула раса. Не знае кој е Исус, не знае теологија, знае само едно – бев слеп, а сега гледам. И токму таа негова отвореност, тој недостаток на претходно утврдени сигурности му овозможува да тргне по патот на верата. Тој е тој што на крајот гледа и физички и духовно, додека тие што мислат дека гледаат, остануваат слепи. Ми се допаја тој контраст, но мислам дека малку го романтизираш индивидуализмот на неговото искуство. Неговиот пат не завршува со тоа што тој гледа. Завршува со тоа што тој е исфрлен од една заедница, синагогата, и веднаш потоа е пречакан во нова заедница, она на следбениците на Исус. Кога Исус го наоѓа, го прашува: веруваш ли во Синот човечки? И тој одговора: верувам, Господи. И му се поклонува. Тоа е чин на влегување во нова заедница, со нова вера. Значи, неговото лично искуство не го води во изолација, туку во нова форма на припадност. Не можеме да ја одвоиме верата од заедницата. Но заедницата се формира околу искуството, а не обратно. Прво е средбата, чудото, светлината, потоа доаѓа заедницата. Ова не носи до природата на божествениот избор. Зошто секогаш се избираат неочекуваните? Давид е најмладиот, Мојсеј има говорна мана, Еремија е премлад. Павле вели, Бог го избира она што е слабо и незнатно во светот, за да го посрами силното. Ова е постојан божествен метод. Ова е намерна стратегија за да се покаже дека спасението и силата доаѓаат од Бога, а не од човечките квалитети, моќ или институции. Институцијата секогаш доаѓа потоа, како одговор на тој првичен, дестабилизирашки божествен чин. Но тука се разидуваме. За мене сето тоа станувањето цар, носењето на законот не е нешто споредно што доаѓа потоа. Тоа е целта на изборот. Давид не е избран за да остане симпатично овчарче која предизвикува елитата. Тој е избран за да стане цар, да ја води нацијата, да ја воспостави династијата преку која ќе дојде Месијата. Мисијата е институционална. Духот Господов не слегува врз него за да има лични, мистични искуства, туку за да може да владее. Самиот ритуал на помазание го претвора од анонимен пастир во помазаник, во јавна личност со света должност. Изборот и институцијата се неразделно поврзани. Едното без другото губи смисла. Не сум убеден. Ми се чини дека ја потценуваш радикалната природа на самата трансформација. Да го земеме текстот од посланието до Ефесијаните. Павле не вели: порано бевте малку во сенка, а сега сте на светло. Тој вели: порано бевте темнина, а сега сте светлина во Господа. Ова не е подобрување, ова е онтолошка промена. Тоа е како калемење на дива маслинка, како што вели на друго место. Тоа е целосно ново постоење кое раѓа сосема поинакви плодови. Добрина, праведност, вистина. Тоа е нешто што доаѓа од внатре, како лична преобразба, а не како прифаќање на надворешни правила. Се согласувам дека трансформацијата е радикална, но ајде да го погледнеме контекстот што го нуди Табу. Павле цитира стих: "Разбуди се ти што спиеш, и Христос ке те осветли." Најверојатно, ова е дел од рана христијанска химна што се пеала за време на крштевањето. Постојно, доаѓаме до ритуал, до литургија, до заедница. Таа светлина не е само некое субјективно чувство што се појавува во вакуум. Таа се прима и се доживува во конкретен, обреден чин во прегратката на црковната заедница. Кога Павле им вели живејте како деца на светлината, тој не се обраќа на збир на изолирани индивидуи, туку на тело, на заедница која заедно ја примила таа светлина преку крштевањето.
Значи, дури и оваа најрадикална внатрешна промена е структурирана и се живее заеднички. Но зарем не е можно ритуалот да биде само надворешен израз на внатрешната промена што веќе се случила или се случува? Како кај слепиот, прво доаѓа средбата со Исус, потоа исцелувањето, па соочувањето со авторитетите. И дури на крајот доаѓа експлицитната исповед на вера. Неговиот пат е патување на внатрешно просветлување. Тој е воден од сопственото искуство, не од катехизам. Кога фарисеите го притискаат, тој не цитира стихови од законот. Тој вели: "Едно знам, бев слеп, а сега гледам." Тоа е моќта на директното искуство наспроти моќта на наследената доктрина. Да, но неговото искуство би останало немо, неартикулирано, ако на крајот не го сретнеше Исус повторно, кој му дава теолошки јазик да го разбере тоа што му се случило. Исус го прашува: "Веруваш ли во Синот човечки?" Тој му дава категорија, титула, начин да го интегрира своето искуство во поголема приказна за спасение. Без таа рамка, тоа би било само необјасниво чудо. Исто како што Псалмо 22:300, кој зборува за најдълбока интимност со Бога, Господ е мојот пастир, ги користи сликите на храмот, на левитската служба, на поклоничкото патување. Интимноста се доживува и се артикулира преку воспоставените верски практики и институции, а не надвор од нив. Тие и даваат форма и значење. Се чини дека постојано се враќаме на истата точка. За мене, овие текстови се предупредување за опасноста од идолатријата на сопствените сигурности, без разлика дали се тоа правила, традиции или институции. Тие покажуваат дека верата не е поседување на вистината, туку постојана подготвеност да се биде изненаден од Бога, да се препознае неговото дејствување на најнеочекувани места и преку најнеочекувани луѓе. Пораката е да се научиме да гледаме во срцето, а не во изгледот, како што Бог го учи Самуил. А за мене, овие текстови потврдуваат дека иако Божјата слобода е апсолутна и често изненадувачка, таа не води кон анархија. Напротив, таа секогаш создава или обновува ред. Изборот на Давид не го укинува царството, туку го втемелува наново. Чудото на Исус во сабота не го укинува законот, туку повикува на негово подлабоко, поживо разбирање. Предизвикот што го поставуваат не е да ги отфрлиме рамките законот, ритуалот, заедницата, туку да ги одржиме живи и отворени, за да не станат кафези, туку патишта до Бога. На крајот можеби тензијата е нерешлива. Материјалот едноставно не нуди лесен одговор, туку не соочува со прашањето кое е во срцето на духовниот живот. Како да се одржи равнотежа? Како да се биде верен на она што е примено, на традицијата и вистината, а истовремено да се задржи срцето отворено за новото, за изненадувачкото Божјо откровение кое може да дојде од место од кое најмалку очекуваме. Ење во постојана креативна напнатост меѓу овие два пола. Да се имаат цврстината на законот, но и флексибилноста на срцето кое е подготвено да биде изненадено. Мислам дека тоа е предизвикот што овие текстови го оставаат пред секој од нас.